Одморете се малку од многуте активности и слушнете коментар за животот од доктор Харолд Сала. Станавме за срам пред своите соседи, присмев и ругање за сите околу нас. Псалм 79, 4 стих. Дали некогаш сте слушнале некој да каже: "Јас би бил христијанин, но постојат премногу лицемери"? Сега, со апсолутна искреност, може би вие ќе признаете дека сте ја имале истата мисла. Лицемер е некој што се преправа дека има нешто што навистина не го поседува. Тој е измамник, лажливец, се преправа. Еден млад човек што некогаш го познавав, пораснал одејќи во црква. Во средно училиште, тој работел со скратено работно време во продавницата за чевли во сопственост на двајца ѓакони од таа црква. Момчето го посматрало животот на тие луѓе. Тој забележал дека тие давале доброволен прилог на неделните служби во црква, стоеле на вратите и ги поздравувале луѓето со насмевка на нивните лица и се преправале дека се светци, но го оставале сето тоа зад нив во понеделниците и станувале лукави, па дури и нечесни трговци. По некое време се засетило тоа. Едно неделно утро тој излетал од црквата трескајќи ја вратата зад себе и велејќи: "Ако тоа е христијанство, не сакам учество во него." На крајот, неговиот живот завршил со самоубиство. Јас секогаш ќе се прашувам дали неговиот живот би бил поинаков доколку овие двајца ѓакони не биле лажни христијани. Тажната работа е дека неуспесите на овие двајца мажи се појавиле како темен облак кој ја замаглил реалноста на оние чии животи биле променети од Божјата сила, на оние кои се вистински верници. Тој ги гледал само нивните неуспеси. Прво, забележете го фактот дека самото постоење на лажното христијанство е всушност доказ дека постои вистинско христијанство. Никогаш да не заборавиме дека иако имитацијата е често неисправна, постои нешто што е автентично и вистинито. Поради фактот што некои луѓе го имитираат христијанството, можете да бидете сигурни дека автентичното христијанство постои и дека е реално. Дали се сеќавате дека можеби како дете сте биле задоволни со лажното злато поради неговиот сјај и блесок? Но, кога станавте доволно возрасни за да сватите дека тоа е само имитација, никогаш не би можеле да бидете задоволни со она што изгледа реално, но всушност не е. Таков е случајот и со лажното христијанство. Без оглед на површната, неискрена христијанска вера што можете да ја видите, постои и вистинската. Второ, забележете дека луѓето никогаш не го фалсификуваат она што нема вредност. Парите се фалсификуваат бидејќи вистинските пари имаат вредност. Јас често кажував дека никој не ја фалсификува кафејавата хартија за пакување. Зошто? Бидејќи таа е практично безвредна. Само она што има важност е вредно за фалсификување. Затоа, ако на оној кој треба да биде пример на верата не е достоен представник, тогаш не дозволувајте тоа да ве натера да заклучите дека целото христијанство е лажно. Кога луѓето ми кажуваат дека средбата со еден лицемер ги спречува да влезат низ вратата на верата, јас обично прашувам: дали некогаш сте запознале само еден вистински христијанин? Мислам на една личност за која знаете дека е автентична. Ако е така, игнорирајте ги оние лажните и барајте ја таа вера што ја видовте во оној за кого знаете дека е вистински. Трето, забележете дека христијанинот не е лицемер. Да се биде христијанин значи да не се биде лицемер. Понекогаш луѓето се обидуваат да го копираат животот на Христос, да живеат како што живеел тој, без воопшто да го поканат да дојде во нивните животи. Единствениот начин на кој секој може да живее вистински христијански живот е да го има Исус Христос во своето срце. Библијата, Божјото Слово, ни кажува дека христијанин е оној кој со искреноста на срцето го исповедал Исус Христос како Господ и Спасител и станал ново создание во Христос Исус. Тој не се преправа дека е совршен, но го познава Спасителот кој е совршен. И тој ја нашол реалноста во Христа. Какви и да се грешките на другите, запомнете дека вашите дела се она за кое сте одговорни. Во Римјани 14 глава 12 стих пишува: "И така, секој од нас ќе одговара пред Бог за себе." Што току го слушнавте, доктор Харолд Сала, во овој коментар за животот.